Ова издание на Newsflash ке гледате. Во текот на пандемијата студентите во САД се соочија со предизвикот на учење од далечина. Истото важи и за странските студенти кои се запишани на американските универзитети. Океаните се претвораат во киселина, ги разградуваат школките на остригите, а тоа го оштетува екосистемот што впива повеќе јаглероден диоксид од водите на океанот, отколку што сите светски возила исврлаат во воздухот. Стружанецот Ерген Борова, кој живее во Холандија, препливувајќи го Охридското езеро од Охрид до Струга, ја пренесе идејата за изградба на центар за деца со посебни потреби. Во Охрид пак десетина дечиња со атипичен развој ги учат тајните на пливањето. Останете со нас и ќе дознаете повеќе. Добро вечер. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Талибанците објавија дека ја поразиле северната долина Панџир, каде беше единствениот вооружен отпор на нивното завземање на Авганистан и со тоа е означен крајот на војната во Авганистан. Американскиот државен секретар Антони Блинкен пак отпатува за Катар и Германија, каде ќе разговара за ситуацијата во Авганистан. Од другите вести, со какви потешкоти се соочуваат денешните студенти во САД, кои поради пандемијата ја следат наставата од далечина. Пандемијата принуди многу колеџи и универзитети да ги префрлат часовите преку интернет. Како што започнува учебната 2021 додека вирусот повторно се шири, учениците се плашат од повторно одложено враќање во кампусите. Како и многу странски студенти, Джесика Тран на Универзитетот Сиракуза посетуваше часови од дома во Виетнам. Како дипломирана фотографка, Тран не можеше да добие пракса со опрема за фотографирање. Едноставно се чувствувам како да изгубив година дена учење, бидејќи не чувствувам дека учам повеќе како порано. Кога ќе се вратиме повторно на настава, ќе земам што повеќе часови. Джени Занг минатата година присуствуваше на час од далечина од Кина и се чувствувала како одвоена од соучесниците. Не стекнав нови пријатели на ниту еден од моите часови онлайн. Мислам дека подпирањето на групата пријатели што ги стекнав претходно не е доволно. Се надевав на повеќе пријатели во втората година. Многу универзитети мора брзо да се прилагодат на пандемијата за да префрлат онлайн. Ова доведе до одложување и проблеми при прилагодувањето кон технологијата. Знам дека имаме одлични професори, но факт е дека не се многу добри со технологијата. Ние како училиште, како заедница, дефинитивно можеме да направиме подобро да се поддржуваме едни со други. Фрозан Тахири вели посетувала часови на колеџот Вагнер во Стейтен Ајланд од нејзиниот Авганистан и откри дека интеракциите со колегите студенти се ретки поради разликите во временските зони. Учењето не е само посета на часови. Половина од тоа важи и за социјалните интеракции, додека со онлајн наставата тоа не постои. Загадувањето на планетата Земја е проблем број 1 во светот. Во овој прв извештај на серијата Брегот наспроти климата, Вероника Балдерас Иглесијас за Гласот на Америка го истражува така наречениот злобен близнак на климатските промени. Во мрежеста торба на источното крајбрежје на Вирџинија е вокален одговор на климатските промени. Научниците ги потопиле овие остриги во покривка од морска трева, експеримент да видат дали подводните растенија кои природно абсорбираат јаглероден диоксид можат да ги заштитат. Океаните стануваат потопли и покисели, благодарение на горењето на фосилните горива од страна на човекот. И ова им штети не само на остригите, туку и на богатите екосистеми околу нив. Закиселувањето се случува затоа што јаглеродниот диоксид што го ставаме во атмосферата делумно се раствора во океанот и формира слаба киселина. Секое суштество што создава школка има поголем проблем во тој процес, зашто океанот е покисел. Во залог е целиот морски свет и деликатните синџири на исхрана кои го одржуваат светското рибарење. Земете ги, например, суштествата наречени птероподи. Овие мали морски полжави ги населуваат сите светски океани и се скапоцена храна за лососот и други многу важни риби. Но во кисели океански води, нивните школки се распаѓаат.
Научниците ја проучуваат оваа појава на закиселување на океанот, што често ја нарекуваат злобниот близнак на климатските промени. Брендон Инс, фармер на остриги, е скептичен за климатските промени предизвикани од човекот, но тој признава дека нешто во изминатите 10 години се сменило. Имаме остриги што растат во декември. Тоа не е нормално. Тие не растат многу, но како што станува потопло, мислам дека ако ништо друго, календарот се смени. Ако климатските промени се направени од човекот, се надевам дека човекот би бил доволно паметен да престане да го прави она што го прави, за да нема негативни ефекти. На крајот на јуни, рекордниот топлотен бран имаше катастрофални ефекти. За школките на северозападниот дел на Пацификот угинаа најмалку милиарди школки, вели Алиса Геман, екологистка во Институтот Хакаи. Навикнете се, велат научниците, зашто ова ќе има влијание што ќе ги надмине школките и ќе го зафати морскиот свет критичен за туризмот. Стружанецот Ергин Борова, кој 3 децени живее во Холандија, го преплива Охридското езеро и ја пренесе идејата за изградба на центар за деца со посебни потреби. Сторијата е на Мики Трајковски. Родителите кои што имаат деца со посебни потреби, максимално на овие родители треба да им се помогне. Стружанецот Ергин Борова, кој 27 години живее во Холандија, летово дојде во родниот крај за да преплива 13 километри во Охридското езеро од Охрид до Струга со една единствена мисија да ја пренесе неговата идеја за изградба на центар за деца со посебни потреби во Струга. Оваа благородна иницијатива долго време била присутна во него. Ние имаме внуче во фамилијата и неговите родители него максимално го одржуваат. Внучето има многу посебни потреби и гледам дека нивните можности да се адресираат до некоја институција се многу лимитирани во Македонија. Со други зборови, ние немаме баш некои институции или центри каде што се одржуваат и се негуваат деца со посебни потреби. И тоа што го нема, ние може самите да го изградиме. Ергин вели дека година и половина се подготвувал за овој негов подвиг. Веќе со обезбедени 15.000 евра од општина Струга било ветено дека ќе обезбедат локација за изградба на центарот кој ќе има двојна намера. Може да дојдат за дневен престој и за перманентен престој. Деца со дневен престој ќе дојдат за образование, а во перманентен престој ќе живеат фактички во групно живење 4 до 6 деца кои што имаат слични или пак различни, но сепак посебни потреби и кои што се потешки случаи каде што родителите веќе не се во состојба да ги одржуваат нивните деца. Борова се надава дека за многу бргу ова ќе ги промени животите на многу дечиња и нивните семејства. Од другата страна на езерото во Охрид пак десетина деца со атипичен развој. Ова лето за прв пат се запознаваа со тајните на пливањето преку специјално прилагодени часови за нив. Истите се спроведуваат напоредно со редовната школа за пливање. Имаме индивидуализиран пристап во зависност од дечињата, значи за сите различно работиме во зависност од нивните афинитети, во зависност од нивните физички предиспозиции. За тренерот Јовановски, работата со овие деца е професионален предизвик и за него. За сите една се ова нешто ново, влегуваме во некој, да речам условно непознат свет, меѓутоа сега добро се снаоѓаме и пливаме во него. Пливањето позитивно влијае врз психомоторниот развој на децата, велат дефектолозите. Односно го подобрува координацијата на движење на горни и долни екстремитети, го подобрува развојот и зацврстувањето на мускулатурата. Во суштина ја вклучува работата на двете хемисфери во мозокот, каде што може детето да напредува и да се развива, а со тоа да ги развива и когнитивните функции. Оние кои најмногу би напреднале планираат да ги вклучат во редовната школа. Во проектот Пливаме во синос се вклучени пливачкиот клуб Паква Спирит и Сдруженијето во мојот свет. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. И тоа беше се во ова издание на Њусвеше на Гласот на Америка на македонски јазик од студиото во Вашингтон. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.